Насловот на проповедта денеска, кој што треба да ја зборувам, се размислував помеѓу два избора. Едниот наслов е синдром на публика, изборува доста за тоа што ќе биде самата проповед, а другиот наслов е малку да кажам вака, понавредлив, поостар, попредизвикувачки. Другиот наслов е порасни веќе еднаш. И овој вториот наслов може би повеќе алудира или се фокусира на оние верници кои што се подолго време во црквата, бидејќи време е да пораснеш, нели? Но во секој случај не ми е целта да никого навредам со оваа проповед. Ова е деликатна тема и затоа сакам кога ќе зборувам на оваа тема да не мислите дека во нашата црква нема раст или пак нема активни верници. Но верувам дека проповедта може да предизвика да напредуваме на ова поле. И затоа еве овие се два наслова. На почеток ќе прочитам од Ефесјаните, 4 глава, 11 и 12 стих, па може би 1-2 стиха порано. Овде апостол Павле зборува за црквата како функционира. Ефесјаните 4 глава, 11 стих, и зборува за тоа дека самиот Исус се издигна на небесата и вели, и тој постави едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители, четврти за пастири и учители, за усовршување на светиите во делото на служењето, за изградување на Христовото тело, додека сите не достигнеме единство на верата и познанието на Синот Божи, до состојба на совршен човек, до мера на возраст на Христовата полнота. Еве за сега нека биде тоа, понатаму и некои други текстови може да прочитаме. За ова проповед бев потикнат од неколку ситуации кои што мене ми се случија, но исто така и неодамнешните фудбалски надпревари кои што еве се случува, пријателски надпревари за квалификација за светско првенство. Знаеме дека Македонија играше со Белгија, со Казахстан. И интересно е кога размислуваме за фудбалот, имаме една ситуација во која што, ако сте биле на стадион, еве тука баш сега го прашував Диме, во Скопје стадионот некаде околу 33.000 има седишта и кога е полно имате 33.000 гледачи. А долу на теренот имате само 22 кои што играат. И некој кога го опишал фудбалот, го опишал со следните зборови. Рекол, тоа е игра во која што 33.000 луѓе имат очајна потреба од трчање и физичка активност, а 22 имат очајна потреба од одмор. И гледате, едните, иако треба да прават нешто, тие само седат и ништо друго не прават, освен што навиваат, а останатите па трчат, се отепуват од трчање и посакуваат да може малце да одморат, ама не им даваат. И некогаш слична е сликата и на црквата. Ова е нели слика на фудбал како игра, но понекогаш станува метафора на црквата, доколку црквата го земе тој синдром на публика. Затоа ја насловив проповедта така. И сега, замислете си да сте вие во публиката таму, кога гледате фудбал. Интересното е што особено па ние балканците, кога ќе седнеме да гледаме фудбал, ај што само седеме, ништо не правиме, па знаеме и да акъл да делеме, знаеме и право да вреѓаме, совети да даваме. Го гледаш тој фудбалерот, тој професионален фудбал, замислете, се занимава со тоа цел живот, секој ден тренира. Тој 100 пати е подобар од било кој од нас, ама ние сме седнале таму и го гледаме и викаме, топката ме шутнија, вол еден, кај одиш? Абе, гледај што правиш, абе, фати, леле, не те бива за ништо не те бива.
И ние одозгоре вреѓаме, зборуваме, совети му делеме, абе не на таа страна, бе, ништо не знаеш, вамо оди, подај му ја, леле, шо прават, со 2 леви си се родил. Еден куп работи му кажуваме, сега тој фудбалерот оздоле да не слуша, би ни рекол, па ај си ми се ти малце да те видам, ајде, јас ке седнам, ела играј малце. Или ај ти да играме па да те видам. Ама ние во тој момент не размислуваме. Ние сме само тука да седеме и да даваме акъл, да седеме и да вреѓаме и да кажуваме што треба тој да прави, што не треба. Сега замислете ја црквата како еден фудбалски надпревар. Замислете ја црквата и улогите на верниците во една ваква ситуација. Ако црквата ја споредиме, ја искористиме ова аналогија, метафора на фудбал, на играчи и на публика, каде сме ние? Кој од овие двајца сме ние? Или кои се играчите според вас, а кои се публиката? Што мислите? Ние често пати во оваа аналогија би рекле, па тогаш веројатно, тогаш публиката се верниците кои што доаѓаат на црква и седат на столчето. Ние сме тогаш публиката, а овие што трчат долу веројатно се оние што служат, пасторите, старешините, платените работници, мисионерите, тие се публиката и тие треба да си ја вршат работата, а ние сме тука или да навиваме, или да им викаме кога не знаат, волу еден, пази кај одиш. Што викаше еден пастор кога проповедаше, вика, како вика така се однесуваш, волу еден, и се замисли, вели, Божи. Да не излезе навредливо, нели? Но интересно е, дури и кога ја правиме оваа аналогија ние на публика, како верници, и оние што трчат, ние често пати велиме, па тоа мора да се пасторите, проповедниците, дури и тука сушност имаме погрешна аналогија. Може би во пракса е така, но она што Библијата го учи, ако ја искористиме истата аналогија, Библијата ни кажува дека нештата треба да се поинакви. Она што го читав сега пред малку, ако внимававте, таму опишува апостол Павле во Ефесијаните 11 глава, вели, тој едни постави за апостоли, други за пророци, трети за евангелисти, четврти за пастори, понатаму за учители и така натаму. И слушнете, вели, и тој ги постави тие за усовршување на светиите во делото на служењето. Оние што ние ги сметаме за играчи, апостолите, евангелизаторите, пасторите, учителите, пророците, ние викаме, тоа се фудбалерите што играат. А овие што седат, тие се верниците, тие се публиката. Но оние што сметаме дека играат, овде во овие стихови, тие не се играчите. Знаете ли што се тие? Тренерите. Тие се тренерите. Вие сте играчите. Ја сваќате ли сега вистинската библиска аналогија? Бидејќи погледнете што кажува Библијата. Вели, овие пастори, евангелизатори, учители, пророци, вели, тие постојат за што? За да ја обучат црквата. Слушнете што вели. Вели, тие постојат за усовршување на светиите во делото на служењето. Значи, нивната улога на пасторот, на евангелизаторот, на учителот е да ги обучат верниците, светиите, за да може да го вршат делото на служењето, за да може да излезат на теренот и да играт. Вие сте играчите, браќи и сестри. Не знам дали е тоа добра вест или лоша за вас. Но овој текст кажува дека ние сме тренерите што треба да го обучиме секој еден верник за да знае како подобро да излезе на теренот, да знае како тој да отиде и да игра. И затоа е важно да ја разбереме вистинската библиска аналогија на она што представува, нели, во црквата, што представува играч, што представува публика или што представува тренер. Она што денеска погрешно се перцепира или се прави во многу цркви е што често пати
се очекува работата во црквата да ја врши еден или само двајца или тројца луѓе. И многу пати се очекува дека тоа е работа на оној што си е платен за тоа нешто. Исто како што ние во фудбалот не можеме да очекуваме тренерот да излезе на теренот и да игра, иако тој е платен најчесто, но тој е тука за да ги обучи играчите, така е погрешно да очекуваме дека треба пасторот или старешините да излегуваат тие на теренот, а останатите само да седат. И доколку погледнеме денеска како функционираат успешните цркви или како функционираат библиските цркви, ќе видиме дека во една успешна и библиска црква всушност работите не се така поставени. Јас дури размислував малце и за нашите цркви во Македонија. Ние сакаме да бидеме успешна црква, сакаме да бидеме црква која што ќе напредува, црква која што ќе расте. И јас ги анализирав некои од црквите во Македонија кои што растат. Еве, моментално можеби една од нашите евангелски цркви кои што има добар напредок и расте, и се повеќе дури кажуваат дека немат веќе место, и тие до скоро се обидуваат да најдат поголема сала да закупат, но бидејќи во Скопје е скапо, решија да ги урнат зидовите на нивните простори и да направат една голема сала, затоа што веќе не ги собира. Не знам дали погодувате за која црква станува збор. Тоа е евангелска црква Аеродром, каде што е пастор Живко Барбутов. Таму има и доста млади. И сега, една од особините на оваа црква е што во оваа црква не работи само еден човек или не служи само еден човек, туку тие одлучиле да направат тимови. Во таа црква инаку оди и синот на Дими и на Донка, Трајче, тој таму знам дека служи, свири со гитара, но интересното е тоа што во оваа црква има тимови за се, има тимови за славење, дури има и резервни тимови, ако некој од овие луѓе не се таму или некој од тие што свират не е таму, има веднаш друга личност која што е во тој список и се пријавила дека е спремна да служи во славење. И таа личност може би втор, трет гитарист вели јас сум тука. Ако има некој што не може да пее и не е одсутен, тогаш има друга личност. Исто има тим за проповедање, за да не се чека само на еден пастор. Ако тој е на пат некаде е заминат и сега што ќе правиме, ајде да заклучиме црквата. Не, има други тројца или четворица кои што исто така проповедаат. Тие израснале во оваа служба, им се давало можност, сакале да го прават тоа нешто, и овие луѓе секојаш се тука да го заменат пасторот. Има тимови на вероучители, работници со деца, да не биде само еден. Има тимови на волонтери кои што искажуваат добре дојде или пречекуваат. И секој скоро во црквата си има своја улога и знае во што служи. Има луѓе кои што се покрај литературата, луѓе со техниката и на различни други места. И кога една црква така организирана, оваа црква расте и е жива. И секој се чувствува во црквата корисен. Но кога е обратна ситуацијата, тогаш многу од верниците се чувствуваат како публика, доваѓаат само седат, и дури и тоа не е здраво, затоа што често пати кога ти си само на столчето си велиш и добро, која е користа од мене? Сега јас само сум дошол тука, седам, добро, еве, слушав нешто интересно, убаво, ама јас сум безкорисен или безкорисна. Па многу пати може би си велиш, јас и да не се појавам на богослужба, нема ни да приметат луѓето. Дали ќе знаат дека не сум дошол или не сум дошла. Но затоа е важно секој во црквата да го најде своето место. Што е негативното кога црквата има синдром на публика? Еве ќе погледнеме неколку работи кои што се негативни. Првото нешто е дека во тој случај платените служители се исцрпуваат и се откажуваат. Често пати, ако црквата се потпира само на еден човек, па дури и тој човек и да е платен и да кажеме, па тоа му е негова работа, така да он треба тоа да го работи од сабајле до вечер, тоа си е негова должност и он треба да го работи. Кога црквата се потпира само на еден човек или на двајца, тројца, во тој случај една од негативните работи што често пати служителите се исцрпуваат или на англиски велат burn out, прегоруваат
и се откажуваат. Баш истражив ова утро, најнова студија направена од агенцијата Барна, која што се занимава со истражувања, утврдила дека 42% од пасторите во Америка често пати се откажуваат од својата позиција, од својата служба, токму од оваа причина. Најголемата причина зашто пасторите се откажуваат од својата работа затоа што се прегорени од премногу обврски, преоптоварени, има чувство дека се очекува на нив, се треба тој да прави. И сега ќе си кажете, добро, но нели тоа можеби е исклучок, но често пати тој синдром или таквото размислување се пренесува и на црквите и во Македонија. Јас имав пред некое време ситуација кај што има еден брат кој што така има работа во која што често пати се среќава со повеќе луѓе и го знаат многу луѓе, и разговарав со тој брат и му реков, знаеш што, тебе те познаваат повеќе луѓе. Што мислиш ти, јас и ти еднаш неделно да излегуваме на кафе и ти да покануваш барем по еден од твоите пријатели, да ме запознаеш со него, да седеме заедно, да си разговараме и да имаме прилика на тој начин да му кажеме на тој твој пријател за Исус. Еве, нека биде таа наша заедничка служба и ќе биде и твоја можност да на тие пријатели, барем еден пријател во неделата, да му споделиме за Исус. На тоа нешто овој човек ми рече, вели, а зошто јас да го правам тоа нешто? Тоа не е моја работа, тоа е твоја работа. Ти си платен за да евангелизираш, ти си платен да им кажуваш на луѓето за Исус, тоа не е моја работа. Ти треба да си ја вршиш, не ме терај мене. И тоа беше одговорот на тој брат, на тој христијанин. Сега, дали ние треба да размислуваме така како верници, треба да погледнеме што кажува Светото Писмо. Често пати проблемот е кога верникот вели, тоа не е моја работа, не е моја работа јас на другите да кажувам за Исус, не е моја работа јас да го евангелизирам овој град, не е моја работа јас да служам на Бог. Тоа е работа на оној што си е платен, на пасторот, таму на старешината и не знам, уште други еден двајца. Но Библијата не вели така. Библијата вели дека овие служби се поставени, повторно ќе прочитам, апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители, се поставени за усовршување на светиите во делото на служењето, за изградување на Христовото тело. Значи, нашата работа не е ние се да вршиме, туку ние да ги обучиме верните, да ги изградиме до една зрелост, да тие можат да му служат на Господа. И секој верник има обврска да каже на другите за Исус. Затоа кога има еден ваков синдром на публика, негативното нешто е што служителите дури да се платени се исцрпуваат и се откажуваат. Погледнете ситуацијата со Мојсей. Мојсей, ако читаме во Стариот Завет, беше национален водач на еврејската нација која што току се роди. 2 милионски народ излезе од Египет и тој беше одбран од Господа да ги поведе низ пустината до ветената земја. Тој беше одговорен за 2 милионски народ, како председател на една држава. Но проблемот беше што за сите проблеми што се појавуваа, за сите спорови помеѓу тие 2 милиона луѓе, тие доаѓаа сите кај него и тој ги решаваше. И тоа го гледаше неговиот таст, значи таткото на неговата сопруга, дедото, и тој како мудар човек му рече, не е добро вака ти што правиш. По цел ден од сабајле до вечер луѓе чекат на ред и луѓето се исцрпуваат чекајки и ти се исцрпуваат бидејќи се ти правиш. И мој се рече, па што да правам, луѓето кај мене идат, еве. Јас сакам да им удоволам, да пресудам праведно. И тогаш неговиот таст Јотор рече, определи си луѓе, стотници, илјадници, луѓе кои што ќе бидат одговорни за луѓето и нека одат кај нив да ги решават проблемите. А само за оние поголеми спорови, за кои што тие не можат да ги решат, нека доаѓаат кај тебе. Тогаш виде светлина Мојсей, тогаш му олесна. Дури тогаш кога го направи тоа нешто. Но инаку, ако Мојсей продолжеше со тоа темпо, веројатно за кратко време ќе папсаше. Немаше да треба многу време и тој самиот да се исцрпи, да се откажи, да каже, Господе, најди друг, не можам веќе. Затоа
е мудро да црквата не се потпира на еден или двајца, тројца луѓе. Второто нешто, кога црквата се потпира на една личност, е тоа што црквата станува пасивна и верниците не напредуваат духовно. Бики, рековме, ако ние сме публика на еден фудбалски надпревар, ние може би имаме очајна потреба да трчаме, ама сите ние си седиме на столчиња и само делиме совети. И многумина од нас таму да не погледат фудбалерите, ќе кажат, абе, погледни во каква состојба си физичка, абе, погледни, тебе ти треба вежбање, ти треба трчање. Ама ние си седиме таму и само навиваме. И кога црквата го зима тој синдром, тогаш црквата станува пасивна и не може да го даде својот потенцијал, не може да биде употребен полниот капацитет. Затоа апостол Павле во 1 Коринтијаните 3 глава, 1 и 2 стих вели: јас не можев да ви зборувам на вас како на зрели верници. Туку вели, морам да ви зборувам како на младенци. Овој збор младенци не се однесува на млади луѓе, него значи бебиња. Морав да ви зборувам како на бебиња во Христос. И вели, се уште не сте подготвени да примате тврда храна. Апостол Павле овде ги укорува верниците во Коринт и сака да им каже: вие до сега требаше да пораснете, требаше да сте зрели, но се уште се однесувате како бебиња. Црквата која што не е активна е црква која што не расте. И поединечно секој еден верник, ако не е активен, ако не сака да служи, тој останува духовно бебе. Тој останува малечко бебе, иако може би 10 години доаѓа на црква, 15, колку и да е. Затоа е важно да сите ние се вклучиме. Па дури апостол Павле продолжува и таму во 1 Коринтијаните, за да им укаже на верниците во Коринт, на христијаните, колку е важно секој еден да ја вклучи. Тој црквата, знаете ли со што ја споредува? Ја споредува со човечкото тело, со нашето тело. И тој вели, црквата е како тело. И вели, некој од вас во тоа тело е рака, некој од вас е око. Сега ти си велиш, ја окото ли сум или раката? Не е важно. Споредбата е дека секој еден од нас има своја улога во тоа тело. Некој од нас може би е мирисот, носот, некој од нас е ногата. И што и да е, но замислете си го телото, вашето тело, дали би сакале било кој дел од вашето тело да е неактивен? Како би било? Еве, Никола, кој што ни доаѓа на црква кај нас, го посетив, ако не слуша, поздрав до него. Тој имаше еден удес со моторот и сега не може да се движи. Повредена му е раката, на прстите на ногата, имаше дури операција, има плочки на прстите. И сега тој не може да ја користи таа нога. Ако сака да оди до тоалет, мора да клинкаме една нога со патерици да оди. И јас верувам дека тој не е среќен што ногата не може да ја користи. Тој не вели, супер ми е вака да може и другата нога да не ја користам, петка ќе. Нели? Секој од нас, макар и прстето да му е укочено, макар и едно прсте да не може да го користи, ќе проба да го некако оправи, да може да биде употребливо. Што и да е. Јас неодамна имав проблем со едното око, ми беше крваво заради некаква бактерија, иако гледав со него, ама замаглено, знаете ли колку ми беше, како да кажем, жал што тоа мачно, што тоа око не можам да го користам. И ставав редовно капки, и се избистри до таа мера што 99,9% функционираше супер. Ама сепак забележував со тој 0,1% дека нешто не е како што треба. И пак не можев да се помирам. Пак отидов на доктор, пак побарав додатна терапија, затоа што сакав, ако е можно да функционира совршено како претходно. Јас ги сакам 100%, бе, некам 99%. Сакам 100% да сум како што треба. И така и во црквата. Ние ако со телото не можеме да се помириме и не можеме да кажеме, па добро да една рака не функционирала голема работа. Замисли ти ако си таа една рака. Може би си токму ти таа рака во црквата, за која што црквата има потреба. Ти си таа една рака која што црквата очекува да е тука и да подава. Може би си ти таа нога која што треба да отиде некаде и да посети некого или да направи нешто.
Може би си ти таа уста што црквата очекува кога ќе се собереме да пее и да го слави Господа и му е потребна на Бога. Може би си ти тоа уво што треба некого да ислуша. Затоа црквата има потреба од секој еден од нас. Кога црквата е пасивна, таа не расте. И замислете еден дел од телото. Знаете ли што се случува кога вие подолго време не користите дел од телото? Ако решите една рака да не ја користите повеќе месеци или една нога, мускулите атрофираат. И после известно време телото заклучува дека нема потреба и тие мускули се сушат и стануваат неупотребливи. И потоа, ако не сте ја користили една година, потоа и да сакате да ја користите повеќе, не можете. Интересно. Чудно како функционира човечкото тело. Дори и по прашање на скршениците. Гледав една емисија, каде што кога има скршеница има потреба да се стави внатре некаков шраф. Може би за коската да се спои, да зарасне. Во емисијата беше кажувано дека откако коската ќе почне да зараснува и ќе се спои, добро е да се извади тој шраф, тој имплант внатре, бидејќи ако не се извади, знаете што се случува? Телото заклучува, коската се навикнува да се подпира на тој шраф и не зараснува потполно. Коската си размислува, вели, неам ја сега потреба да зараснувам затоа што го имам тука шрафот си ја врши работата и телото не се обидува да зарасне. Се додека не го извадите шрафот. Кога ќе го извадите шрафот, тогаш телото почнува самото да зараснува. Но ако го оставите шрафот до крај, тогаш коската не се обидува да зарасне, да си ја врши својата функција. И понекогаш и ние така се однесуваме. Ние велиме, кога има некој друг, не мора ја да се трудам, нели? Тука е шрафот е тука, тој ќе прави што треба, јас можам само да си седам и да бидам публика. Во тој случај ние развиваме синдром на публика, но реков, во тој случај црквата не расте. Исто како што коската не зараснува ако ние на време не го отстраниме штрафот. Исто така, уште една аномалија на синдром на публика, кога имаме таква црква е, прво рековме, најчесто работниците се откажуваат, бидејќи прегоруваат, се е на нив. Второ нешто рековме, црквата станува пасивна и не расте, не може да напредува. И трето нешто, се гради слика дека црквата е на пасторот, а вие сте тука за да му вршите некаква услуга. Тоа е уште едната аномалија на таквата црква. Кога само еден ја врши таа црква и сите луѓе гледаат дека тој е тука активен, тој прави се, или ако се само двајца, тројца, тие па сигурно таа црква е нивна. И почнува да се гледа како да е приватна собственост на пасторот или на тие двајца, тројца, а другите се тука само за да нешто му помогнат. Но не е така. Црквата е наша. Таа е на сите нас. Таа не е на пасторот. Скоро ми сподели еден пастор колега, замолил некој од верните кај него ако може да помогне нешто со чистење во црквата, и верникот му рекол: "И што сега јас треба ли да чистам тука? Па ти биди среќен на црква што ти идеме." Така му рекол. Ти треба да бидеш среќен. Треба да бидеш среќен што ти доваѓаме на црква. И замисли, тие му доваѓаат на него, му прават услуга. Зашто ако ние не ти доваѓаме, ти ќе немаш работа, ќе немаш на кој да проповедаш. Така да биди среќен, а не па и црквата да ти ја чистам. За разлика од оваа ситуација, мене ми е драго што во една друга ситуација пак кај нас еве тетка Цаца, за жал не е тука, таа за Србија мислам дека е. Имаше една ситуација кога таа требаше да дојде тука да исчисти, и откако исчисти се, јас онака да ја испртам, викам: фала ти многу тетка Цаца што си исчистила црквата. И она се врти и вели: "Зашо фала? Шо вика, ова твоја црква да не е, ја на тебе да не ти чистам." И убаво ми вака ми врати, така да ме свести и мене, ути и јас си мислив дека е моја. Така да,
Таа пак ми ја кажа онаа обратната страна, вистината, вика, црквата не е твоја, нема потреба, фала да им викаш, јас ова не го правам за тебе, јас го правам за Господ, црквата е на сите нас. И свикам, да, колку е тоа вистина и колку треба така на вистина да размислуваме. Дека во црквата сите сме партнери во Божјото дело. Не е црквата моја или твоја. И таа не е само на еден. Затоа интересно кога читаме во Ефесијаните 4 глава 11 стих, не знам дали забележавте, овде има уште една вистина која што ја пропуштаме. Овде не случајно, намерно Павле нагласува, Бог едни постави за пророци, а други постави за евангелисти, трети за пастори. Не пишува Бог едните исти постави за пророци, истите ги постави за евангелисти, истите ги постави за пастори. Не се едни исти. Едни постави за ова работа, а па други треба да вршат друга, трети трета, така да секој да може да надополнува. И тоа е идејата, ако во црквата еден ги врши сите работи, тогаш тој човек би папсал, би било невозможно. Затоа црквата е на сите нас. И библискиот концепт на црква не е црква каде што таа припаѓа на мене, а другите ја вршат, само ми вршат услуга, туку таа е на сите нас. Црквата сме сите ние. Таа е телото Христово. И кога имаме една таква визија, важно е исто така да имаме една визија дека она што ние го правиме во црквата не е само јас чисто да заметам нешто. Или она што јас го правам во црквата не е само да ја отворам црквата, или не е само да отворам богослужба, или јас не доаѓам само да пеам. Колку и твојата работа да изгледа малечка, може би ќе речеш, па јас само доаѓам да се молам, ништо друго не правам. Вистината е дека сите ние сме еден важен дел од таа приказка и дека сме важен дел од една голема слика. Има еден пример за мајстори кои што биле најмени да изградат една голема катедрала. Мислам дека стануваше збор за позната катедрала во Германија, и ако ја погледнете, таа е навистина импозантна, таа е ремек дело, таа е навистина едно од светските чуда. И сега, кога ја гледате вие таа катедрала, вие се воодушевувате колку убаво е направена. Но замислете ова катедрала на незиниот почеток, додека се уште градела, додека се ставале првите редови цигли. Тогаш таа не личела на толку убава катедрала. И додека ја граделе мајсторите, поминал еден човек и ги прашува, шо правите бе мајстори? И едните од нив му вика, еве тука, вика, треба да направам прозор еден. Градам прозор, вика, тука дзид. Оди понатаму и гледа друг мајстор и го прашува него, вика, бе, зашо не бил задоволен од одговорот, вели, бе, мајстори, шо е ова шо градите, шо правите, кажи ми. Вика, сега ќе ти кажам. Ние, вика, учествуваме во изградба на најубавата катедрала што ќе биде во светот. Еве, тоа бил одговорот на вториот мајстор. И што мислите? Кој градел со повеќе ентузијазам? Кој градел со поголема мотивација? Овој вториот. За првиот бил само, тука сум да направам еден прозор, нели? Градам некој дзид, редам тули, редам цигли. И за него ова било само редење цигли. Ништо посебно не гледал во неговата работа. Додека вториот веќе можел да ја замисли катедралата. Ние ќе направиме најубавата катедрала што ќе постои на светот. Еве, јас во таа работа сум вклучен. И утре тој човек може да се пофали на внуците кои ќе поминуваат од таму, ќе каже, внучко, ја гледате ли оваа катедрала? Дедо ти ја изгради. Јас бев вклучен. Јас бев дел од тоа нешто. Тоа е важното. Ти можеш да доаѓаш на црква и да кажеш, јас сум тука само пополнувам столче. Ништо друго, нели? Шо правиш? Шо правам? Таму само варам едно кафе, кој ќе дое Виктор, кафе да му направам и тоа е, некој од гостите ако дојде, ништо, или само мијам чаш. Или можеш да кажеш, јас сум дел од живата Божја црква во Неготино, која што прави големи работи, која што му служи на Господа. Ќе ви кажам една работа со која што бев охрабрен оваа недела. Често пати кога правиме некакви активности во градот си мислиме, никој не забележува, се трудиме, се правиме, сме отвориле центар за алишта, дали некој фала ќе ти каже, сме направиле некој концерт, сме направиле Божикен базар и се велиме толку работи правиме, овој град дали забележува.
Влегов пред 2-3 дена во една институција тука ајде нема да кажам дека се снима, во Неготино, и жената ме забележа, таа е службеничка таму и вели: "Ти вика си пастор во евангелска црква, нели?" Викам: "Да." Вика: "Морам да ве пофалам." Вика: "Гледам се што правите во градот и се што правите е, вика, многу добро и многу квалитетно." Вели: "Само вие правите нешто во овој град, што и да се случува убаво, знам дека е од вас." И сега, не дека е вистина дека само ние нешто правиме, ама нели ти е убаво кој ќе слушнеш такви зборови? И таа рече, вика: "Јас имам керкичка која што учествуваше таму кога правевте зимото Божикен базар таму на паркот кај општината." Вели: "Тоа од вас беше, нели?" Викам: "Од нас беше." Вели: "Многу сум радосна, многу ми е мило, керкичката беше многу задоволна, бе, многу убави работи правите." Вели: "И тоа беше прекрасно. Ако вие не направевте нешто, вели, Божи ќе поминеше без никаква активност. Во градот ништо не се случува, ништо не се прави." И баш, вели, пред некој ден мајсторот ми кажа, не мајсторот, вели, мажот ми кажа дека нешто ќе се случувало во градот. И јас викам: "Мора да е евангелска црква, они прават нешто." И верувајте, на мене беше многу драго што оваа жена овие работи ми ги кажа, бидејќи понекогаш правиш, и си викаш: дали забележува некој, дали нели прави ми импакт, дали на овој град сме му на благослов. Но кога ги слушаш овие зборови од жена кој што не е од црквата, кој што не е наш верник, а не пофалува и вели: "Многу убави работи правите, вие сте на благослов на градот, се што правите е добро, се е убаво, ако нешто добро се случува во овој град, знам дека е од вас." И кога ги слушам овие зборови, викам: "Фала ти, Господе, што сум дел и јас од таа приказна. Фала ти што сум дел од тоа што се случува." Еве оно што беше со Божитниот базар, не бев јас директно вклучен. Тоа го правеа извидници кои што се дел од евангелска црква, ама јас пак велам: извидници е наше. Нели, ние викаме: "Тоа си е наше бебе, нели, наше дело. Ние го правиме." Така да ти е драго што си дел од таа приказка. Драго ти е што она што го прави евангелска црква, луѓето го препознуваат како нешто добро. Еве, пастор Диме спомна на почеток дека бевме вчера во Приштина. 40 години се одбележале од постоењето на првата црква во Косово, на евангелска црква, започнување на црквата. И тие таму прикажуваа, се вртеа слики, видеа, убави слайдови. Ќе го натерам Виктор и он да ни направи нешто такво. Многу убаво изработена. Може и он да го правил, не знам, од некој професионалец. Беше многу убаво направено и кога ги гледаме сите тие работи што се постигнала црквата, колку големо влијание направила во градот, нас ни беше драго и сигурно си викам луѓето што седеа таму, кои што се дел од таа црква, сигурно во тој момент чувствува една позитивна гордост, радосни што се дел од таа црква. И знаете што, нас исто ни беше многу интересно и не изненади што на целиот тој настан на таа прослава дојде лично, како што спомна и Диме, дојде премиерот на Косово. Тој дојде седна напред, заедно со нас славеше, беше 3 реда пред нас, со нас го славеше Господа, излезе напред и тој даде свој уводен говор, зборуваше, и да дојде премиерот на државата, на јубилејна на вашата црква, верујте, големата чест. Тоа значи дека сте постигнале нешто за тоа општество, дека значите нешто, дека имате еден позитивен импакт. И затоа велам, многу е важно како себе си се гледаме, како се перцепираш. Дали сметаш дека ти си само човек кој што доаѓа тука да го пополни столчето, или сметаш дека ти си дел од изградбата на една голема слика, дека ти си дел од таа голема приказна. И знај дека си. Кога ќе ја пофалат евангелска црква и Божиот народ во Неготино, кога ќе кажат: "Вие се што правите е добро, мора да ве пофалам", тие не ме пофалуваат само мене, не го пофалуваат Диме. Тие ве пофалуваат сите вас, бидејќи сите вие сте дел од таа приказка. Некои од вас бевте волонтери таму на базарот, некои од вас сте волонтери во центарот Залишта, некои сте волонтери тука кога треба да се чисти. Кој е за оваа недела, нека се јави. Еве. Некои помагаат со техника, но за да може ова да биде една успешна приказка, треба сите ние да сме вклучени. И знај кога овие работи се споделуваат, кога се кажуваат убави зборови, знај дека тие се однесуваат и на тебе. И ти си дел од оваа успешна приказна.
И ќе завршам со уште една работа. Последно нешто, доколку ние имаме синдром на публика, последно нешто е дека тоа во крајна сметка на нас ни е најважно дека со тоа се промовира небиблиски концепт на црква. Веќе библискиот концепт видовме дека е пасторите, учителите, служителите, тие се само тренери, а вие сте играчите. Вие треба да излезете на теренот. Ние сме тука да ве направиме да бидете успешни играчи. Ние сме тука да ве обучиме до таа мера кога ќе излезете на теренот да победите. Да можете да кажете: денеска придобив една душа, или денеска можев да бидам на благослов на овој град. Можев да го направам ова. Така да во тој случај ние стануваме една библиска црква. И понекогаш знаат луѓето да префрлат на нас пасторите, па дури и на мене ми префрлија скоро, бидејќи се случи едно по друго 2 недели да бидам одсутен од богослужба. Бев оправдано одсутен, во една прилика морав да заменам мој колега во друг град, да отидам таму да послужам. Во друга прилика бев на еден семинар на наши партнери, кои што на конференција кои што нас не помагаат и требаше да бидам таму. И кога бев одсутен 2 недели едно по друго, некој од верниците ми рекоа: пасторе, твојата работа е да бидеш во недела тука на богослужба, а не да само да се шеташ. Дека се чека на тебе ти да си тука. Треба ти да си тука постојано, ти за тоа си платен, црквата на тебе чека, треба тука да си ти да проповедаш. И јас му објаснив на него и на другите верници дека нашата улога е всушност да бидеме тренери и да ги обучиме нив. Јас реков, нашата задача е да ве обучиме вас, вие да можете да израснете како црква и да проповедате дури кога јас не сум тука. Ако црквата се потпира, јас реков, само на мене, тешко на таа црква. Замислете црква која што ако пасторот го нема, таа црква следната недела веќе се затворила, ја нема веќе готово, не ги нема верниците. Црквата е зрела црква, знаете ли кога? Тогаш кога таа обстојува дури кога пасторот не е тука. Она црква во која што јас пораснав, во која поверував, беше црквата во Штип. Таа црква беше основана од пастор кој што дојде со неговата сопруга како мисионер од Србија. Тие дојдоа во Штип и ја започнаа црквата таму. И сега неговата жена беше французинка. И се случи, и тоа беше скоро, не многу. Таа црква постоеше 2 или 3 години. Многу млада црква беше. И се случи втората или третата година пасторот и неговата сопруга да мораше да заминат за Франција заради некакви, не знам, односи околу наследство, некои работи, и мораше сопругата да замени таму и тие рекоа ќе бидеме одсутни 3 месеци. Значи, кога пасторот и неговата сопруга рекоа ние ќе заминеме и 3 месеца ќе не нема, но задолжи од нас рекоа: еве, вие неколку души што сте тука, очекуваме вие да ја водите црквата. Ни направија распоед за проповедање, за отварање, за различни работи, ние си рековме: леле, што ќе правиме сега? Тешко нас, 3 месеци ќе го нема пасторот и жена му. Што ќе правиме? И знаете што? Црквата дури за тие 3 месеца порасна. Порасна, да, бидејќи некогаш нема да пораснеш ако не се ставиш во ситуација да пораснеш. Ако чекаш цело време само на пасторот, нема никош да пораснеш. Кога ние сме научени како со шрафот, нели, да се подпираме на шрафот, нема да зарасне коската, нема да пораснеш. И има ситуации кога мене ми се случило, кога јас ќе бидам одсутен и кога ќе се вратам и ќе прашам како беше оваа недела, и кога ти кажеш: многу убаво си поминавме, дури поубаво ни беше кога ти не си тука. Не знаеш дали да се радуваш или да ти е мака. И мора да ви кажам дека сум со помешани чувства тогаш, пола. Од една страна се радувам дека црквата напреднала, дека и без мене може, ама од друга страна ми е мака, па викам: како би без мене ми е поубаво. Замислете ситуацијата со мајка и незиното дете. Тоа го зборевме по пат сега, еве, и кога бевме за Косово со еден наш колега, пастор. Вика, има мајки кои што детето го направат толку разгалено, го направат зависник и тие го, иако пораснало, го третират уште како дете.
Ако детето е мало, ако синчето е мало, нормално е синчето да го хранеме со лажичка, нели? Кога синчето е мало, нормално е вие да го перете, нормално е вие да му ги измиете чиниите. Но ако синчето направило 30 години, 40 години и ти му викаш, ела синче мама да те нарани, ела вам, дойди мамичка да ти даде, сркни. Ти гледаш од страна и си викаш, абе шо му правиш ти на ова дете? Бе? Ти ги го направиш ова дете дебил, ќе го направиш мрзлив, ти до кога вака ќе го раниш? А има мајки што така се однесуваат, или синот на 40 години ќе заврши дењето, нека синче остави, јас ќе дигнам, нека, ај не се мачи ти, оди одмор, јас ќе измијам, нека. И вие сте направиле, нема такви тука, нема, јас не зборувам за нас не зборувам, тоа се, мислам, на други места ситуации, за други. И углавном тоа е за машките, за женските нема. Така да. И сега, кога ние се однесуваме така со една личност, со нашите деца, ние свесно или несвесно ние ги правиме мрзливи. Ние не им дозволуваме тие да се развијат и да пораснат. Затоа што ние не оставаме тие да се себе си вклучат во нешто, не оставаме тие да прават нешто. Има еден виц за црногорско семејство каде што им се родило дете, и сега тоа детето на почеток нели го учат да кажува зборче, ај кажи тато, ај кажи мама, и детето не кажува. Вика добро малечко, ајде, ќе му треба време. Направило година, 2, 3, ама детето уште не кажува. И пораснало веќе голем маж, веќе 18-19 години, и седи со нив на масата, уште не кажува зборови. И наеднаш дека седи на масата вика, де подајте ми ја солта. И вие родителите шокирани. Леле, дето прозбори, леле, кажа солта, леле, подај. И радосни се врдат кон него и прашуват, вика, добро, ти можеш да зборуваш? Вика, да. Вика, зошто до сега не зборуваше? Па вика, немаше потреба. До сега се му давале во рака. Затоа е важно е да научиме и понекогаш најдобар начин да црквата созрее, можеби да ја оставиме малку сама. Ако погледнеме како правеше апостол Павле и другите апостоли, читаме и во Дела апостолски 14 глава, вели, откако поставија старешини, ги предадоа на Господа и тие заминаа и продолжија. Погледнете, во раната црква, тие не седеа со нив 20 години, 30 години, па рекоа, ајде да ги пораснеме, па ќе одеме на други места. Тие евангелизираа, се појавуваа верници, ги крштеваа, остануваа со нив може би уште месец-два, поставуваа старешини и продолжуваа. Ние ќе кажеме, чекаме, така ли ќе не оставете? Па да, како ќе созреете? Ако не добиете шанса да служите, нема да созреете. Затоа нека биде ова поттик. Јас не велам дека ние сме црква со синдром на публика. Мене ми е драго дека многу од вас служите и се радувам. Но верувам дека можеме во ова да напреднеме. Особено ако некој од вас се чувствува како публика. Може би некој си вели, шо правам јас тука, ништо, само доаѓам и седам, ништо не правам. Затоа, тогаш може би ова порака е за тебе. Знај дека има место и за тебе да служиш во ова црква. Само ти изрази желба. Ако немаме тука, ќе ви најдеме на друго место, не е проблем. Верувам дека може секојаш да расте службата во една црква и секојаш да има простор за повеќе, се додека ние сме расположени. Впрочем, ние имаме цркви, еве и уште 2 цркви имаме и во Кавадарци, и таму можете доколку сакате да доваѓате да служите и да помагате. Еве во ромската заедница кај што е пастор Диме, понекогаш оди таму Давид, кој што ни е верник од другата заедница, и тој доаѓа да послужи таму со свирење, со клавир. Така да има можност да служиме само доколку сакаме. И научете денес како ништо друго, научете таа важна истина. Вистина, вие не сте публика, вие сте играчите. Вие треба да излезете на теренот. Амин. Нека волу Божи. Нека ова не држи, не волу Божи, него тоа дека сме играчи, да можеме да се вклучиме во играта. Може да станеме и да завршиме со молитва.